Големите подготовки и организација за безпрекорно вакцинирање во салата Јордан Мијалков во Штип засега се залудни. Загрижувачки мал број на граѓани вчера се појавиле за прием на вакцина, одвај 15%, велат податоците. Организационо немавме никакви проблеми, меѓутоа одзивот беше под очекуваното. За вчерашниот ден беа пријавени околу 890 лица, меѓутоа возрастната граница беше над 83 години. Поради возраста дојде околу 140 луѓе на вакцинација. За денешниот ден имаме околу 1200 пријавени, до 12 часот се дојдени 250 луѓе на вакцинација. За тоа што на 2 пункта е спуштена границата под 70 години. Ваков лош одзив не очекуваше никој, што е нов момент во борбата против пандемијата. Сега прашањето е како граѓаните да се убедат да си го сочуваат здравјето. Треба кампања на вистина од луѓе што прележале ковид, да се каже какви последици има ковид, незгодно да кажеме колку починале, сите ги гледаме секојдневно, и да се користат искуства од другите земји. Што се случува во Велика Британија, која е 40-30 пати поголема од Македонија, и да им се покажат секој ден бројките. Денеска во Велика Британија почина 4 луѓе од ковид, а пред вакцинацијата умира 1500 дневно. Значи денеска се спасиле 1500 животи во таа земја. Зошто граѓаните не сакаат да се вакцинираат? Од почетокот некако заплашиене, дури јас се плашех. Ама сега веќе не се плашам, подобро да се вакцинираме. Па веруват на тие фејсбуците сега, во електронска опрема. Да не се плашат, слободно нека си одат, зашто сега? Нисме прави, нисме последни, сите треба да се минем на тај ред. Ја не знам, бе, лоша болест е дете. Лоша болест мора да се вакцинира човек. Не бива така. Па тоа е сепак собствена волја, но дека не е проблем и дека треба да се вакцинираат. Доколку во блиска иднина антиваксерското расположение остане, сосема е известно дека пандемијата ќе однесе нови животи, а неизвестната состојба ќе продолжи уште долго. Ако не се вакцинираат по 10.000 на ден, туку се вакцинираат по 2-3.000, не само што ќе се продолжи, ќе не зафати некој мутиран сој нов, и тогаш да забораваме и на економија и на се, ќе живееме со пандемијата и сите ќе ни ги затворат границите, нигде нема да патуваме. Граѓаните треба да се свесни дека со години ќе носат маски, економијата никогаш нема да пркне, не гледаме с друг спас, освен масовна и брза, многу е важно, брза вакцинација, да може во август децата во септември да тренат во школа, да работиме како што треба и да се дружиме и да живееме нормален живот, пристоен за човек. Иако скептицизмот и стравот во овој момент не нудат решение, надлежните негуваат оптимизам дека многу брзо нешто кај граѓаните ќе се промени и вакцинацијата ќе ја прифатат како единствен начин за враќање во нормалата.